Добро вечер. Вечерва ќе ви малце нетипичен концерт ќе биде ова, кај што ќе свириме и ќе раскажеме една приказна за изгубениот албум на Џон Колтрейн кој што го снимил во 1961 во Велес, во просториите на Радио Велес, и како јас и Андреа го откривме тој албум. Ние двајцата како претежно джез музичари кои што не се институциализирани од Министерството за култура, мораме да наоѓаме некои алтернативни начини на стварање капитал и затоа речевме да бараме ретки издани од славните македонски джез музичари и да ги издадеме. Имавме одреден голем така успех со нашето прво издание кое што го обезбедивме од моите драги професори од Штипската академија, професорот Тони Китановски и професорот Гоце Мицанов, кои што имаат едно домашна снимка каде што на чембал и гусла свират стари хитови од Евровизија и ние го издадовме тој албум и доста успех имавме и тоа не охрабри да тргнеме по Македонија и да бараме други такви изданија. Патот не доведе до Велес, каде што по разни перипетии откривме, ја чувме приказната за Џон Колтрейн кој што дошол во 1961 година во Велес и снимил албум. Ние тоа издание ни беше доверено да го чуеме, но не успеавме да ги обезбедиме правата и затоа сега ќе ви го отсвириме како што ние го слушнавме. Па после ќе раскажеме целата приказна за како дошло до тоа и слично. Идеме со првата нумера која што се вика Wise One.
Велес до 30-те години на минатиот век е познат како град на мислители, револуционери, поети, уметници, знаете, фини луѓе. Но тогаш во 30-те години на минатиот век се гради железницата која што Велес го сврзува со остатокот од Македонија и светот и наеднаш тоа е зелено светло за сите тешки индустрии и матни пари да влезат во градот и наеднаш градот ги добива маслодајна, топилница, брако или шо и да е. И моќта и капиталот почнуваат да се слеваат кај одредени луѓе кои што нормално сакаат да превземат моќта врз градот и да имаат нивната оловна рака да држи се. Старите велешани нормално имаат против тоа и го романтизираат ерата пред да се случи тоа и од секогаш им е една болка. 30 години подоцна Џон Колтрейн е еден од најпознатите саксофонисти на џезот во џез универзумот. Негов главен конкурент во тоа доба е Сони Ролинс. И Сони Ролинс во 60-та година, 1960 година, решава дека треба да направи пауза од една година во која што секој ден ќе иде под мостот во Бруклин и ќе вежба по 10 сати во денот. Џон Колтрейн нормално бил доста алармиран од развојот на неговиот конкурент и решил дека мора нешто да превземе, мора да држи чекор со него. И бидејќи мостот во Бруклин бил зафатен, единствената друга опција за него било да отиде во Велес и да свири под железничкиот мост во Велес, кој што има и слична конструкција, само помалечок е така. И Џон Колтрейн тргнал на Аджилак во Велес. Многу му се допаднало таму, можел слободно да вежба покрај брегот на реката Вардар, која што поминува испод железничкиот мост и таму стекнал многу пријатели. Бил сместен во една куќа во велешката населба Шорка. Сега таа куќа е одамна струшена, на нејзино место има пицерија која што се вика Тајм и едно клубче за љубители на возилата Алфа Ромео. Џон Колтрейн имал многу позитивен ефект врз старите велешани, бидејќи едноставно можеле пред нив да го видат оној слободарскиот уметнички дух на градот како што го познаваат пред во него да се влеат мрачните сили и створиле еден посебен однос со него. А од друга страна на газдите на маслодајна, на брако и на топилница, тоа многу им сметало бидејќи они сакаат контролата врз населението во Велес да одржаваат преку разноразни народни оркестри, национални оркестри и слично. И многу им сметала целиот ефект кој што врз населението го има тој некој Џон Колтрейн кој што дошол со неговата слободна џез музика и гледале на било кој начин да едноставно да му попречат во неговиот престој таму, го бркале од под мостот и слично, но не успеале да го спречат да сними еден албум кој што толку му се допаднал, што решил веднаш да го испрати во неговата издавачка куќа, но мрачните сили на маслодајна успеале некако да го пресретнат комбето поштенско кое што ја испратила мастер копијата од албумот снимен во Радио Велес и мислеле дека ја уништиле и мислеле дека завршиле со тоа, но заборавиле дека Џон Колтрейн сепак оставил една копија кај семејството во Шорка. Идеме сега со втората номера која што се вика Лонис Лемент.
Во нашите истражувања ние дојдовме до тоа дека во Велес постои едно здружение кое што се вика тајното здружение на чаршавот од звук, кој што го чува светата снимка од Џон Колтрейн во 1961 снимена во Радио Велес и има створено еден цел култ за чувување на вистинскиот дух на градот. И ние, како што бевме љубопитно истражувавме, стапивме во контакт со нив и они ни раскажаа целата приказна и на крајот секако ни го доверија албумот и ни дозволија во наша интерпретација да го отсвириме каде што можеме. И тоа е тоа. Идеме сега со последната numera која што се вика Најма.
Андреа Мирчевска.